национализмот не е последно прибежиште на комунизмот. Тоа е негова природна средина, барем по доаѓањето на власт. Тука Чавдар се осврнува на едно гледиште на национализмот и неговата улога како средство за легитимација на, како тој ги нарекол, комунистичките режими на Балканот пред се во Бугарија, меѓутоа истото може да се каже и за тукашната власт. Меѓутоа, ја би го отворил прашањето дали е само национализмот средство за легитимизација и природна средина по доаѓањето на власт, или дали воопшто ќе можеат комунистите да дојдат, да речеме, на власт ако не се создадеше комунистичка партија во Македонија, која што практично ќе го пригрнеше во самите почетоци во национализмот, македонскиот национализам како средство за легитимација и мобилизација практично на антифашистичкото движење. Во таа мислам дека не треба да се гледа на национализмот само како средство за легитимација по доаѓањето на власт, туку пошироко. Едноставно, една од причините зошто, по моје лично мислење, имаше релативно слаб антифашистички отпор во 41 и 42 година во Македонија, тоа е затоа што немаше национална македонска комунистичка партија, која што подоа овозможи афирмација на антифашистичкиот отпор и движење во Македонија. Оттаму, значи, не е само, според моје мислење, не е само национализмот прибежиште на комунизмот, туку едноставно можеме да зборуваме за еден своевиден вид на национал комунизам како амалгам на две идеологии кои што биле користени не само како средство за легитимација, туку како средство за мобилизација и едноставно како отпор кон како мобилизација и создавање на критична маса на отпор кој што подоцна создава една македонска држава во рамките на во рамките на Авнојска Југославија, која што се замислува себе си како Пиемонт за решавање воопшто на она што се нарекува, пак ќе речем, македонско прашање.